Министерството за образование работи на реорганизација на воспитно-образовниот процес. Една од опциите е воведување на смени за да се обезбеди учење со помал број присутни ученици или далечинско учење. Владата треба да ги разгледа документите кои ги подготвува Бирото за развој на образование и работната група да дадат мислење, насоки и дополнувања. Се надевам дека навремено до првата половина од август сите протоколи, планови и стратегии ќе бидат презентирани пред јавноста и училиштата ќе имаат доволно време да се подготват за почетокот на новата учебна година, изјавуваат од Министерството за образование. Како мерка за спречување на ширење на пандемијата, со COVID-19 властите и донесе одлука да се затворат училиштата, градинките и факултетите на 11 март. Учениците останаа дома и наставата е следеа од далечина. Реакции за далечинското учење во јавност имаше многу, од критики за неподготвеноста на системот и системски пропусти, па до охрабрувачки пораки дека сепак е најважно децата да не заостануваат и да стекнуваат знаења и на поразличен начин од класичното образование. Министерството за образование пред еден месец на својата веб страна ја објави нацрт верзијата за концептот за развивање систем за образование од далечина во основните, но и во средните училишта. Во документот, кој има 66 страници, е наведено дека ова е иницирано поради актуелната состојба со коронавирусот, поради која образовниот систем секаде во светот претрпе промени на начинот на реализација на целокупната настава. Концептот за развивање на систем на образование од далечина треба да обезбеди непречено одвивање на едукацијата на учениците во основните и средните училишта од 1 септември 2020 година, преку прилагодување на процесот за новонастанатата ситуација и реалност, се наведува во документот што го објави Министерството за образование.